Референдумот представува најдемократска алатка каде што народот може директно да влијае во одлучувањето за одредено прашање и е многу добра можност која што им е дадена на граѓаните кои што од 11 години кукаа и плачеа како не им се дава можност да одлучуваат и сега наеднаш доаѓаме во ситуација каде што можеме сами да одлучуваме за нашата иднина или за било какво прашање кое што може да се постави на референдум. И ние, за жал, не сме спремни да превземеме одговорност и да излеземе да одлучуваме. Значи, дел од граѓаните на Република Македонија повикуваат да се бойкотира референдум, да се бойкотира наше право да одлучуваме за нашата иднина. Тоа е тоа што во моментов се случува во Македонија и за жал представува неспремност и во исто време и незрелост на еден народ во политичка смисла. Каква е вашата оценка, како се одвивала до сегашната кампања околу референдумот? Без разлика за, против или бойкотирам. Како гледате на тоа? Па јас искрено не очекував да има толку жестока кампања за референдумот, затоа што во ниту еден момент не сум имала сомнеш како треба да се гласа на овој референдум, нити пак сум имала сомнеш дека е потребна кампања за некој да излезе и да одлучи на референдум. Кампањата очекував да биде во насока на тоа да се информира јавноста подобро за прашањето и да се информира дека предходи референдум на кој што ќе можеме да си го реализираме правото, но не верував дека толку многу ќе се пропагира во делот за или против референдумот. Која е вашата порака после референдум? Што после референдум? Па мојата порака е да се превземе одговорност за било што ќе се одлучи и било што секој од нас ќе одлучи во врска со референдумот, да бидеме спремни да се сносиме со нашите одлуки, без разлика дали е тоа гласање за, против или бойкотирање на референдум, да покажеме дека како нација сме спремни да одлучуваме и знаеме точно што сакаме за нашата иднина, за нашата држава, за нашиот народ и така натака. Јас се надевам дека овој референдум прво и основно ќе се користи за да видиме каде сме, каде стоиме, колку сме зрели, колку сме желни да одиме напред или да одиме назад, или било што да одлучиме. Со тоа ќе покажеме на целиот свет и на самите себе дека ние знаеме точно каде, знаеме точно како, знаеме да превземеме одговорност и да кажеме овој е нашиот став. Се додека ние шетаме флуидно во вака или онака, со неточно определени цели, ние изгледаме смешно и несериозно пред целиот свет.